Од 2008 до 2016 година беше председател на Собранието. Во негов мандат беа изгласани пржинските влади. Од Емил Димитриев и Оливер Спасовски како премиери на тогашните две преодни влади. 8 години беше на чело на законодавниот дом. Во негов мандат Собранието на моменти личеше на вистинско политичко боиште, кое на моменти ги поминуваше границите на нормално демократско соочување. Во вечерашното издание на Трин гостин е Трајко Велјановски, поранешен спикер на законодавниот дом. Господин Велјановски, ова е ваш прв телевизиски настап? Па после долго време, после неколку години, може да се каже дека е прв. И сито и решето поминате во законодавниот дом, ни се еден турбулентен период. На почеток малце ќе ве навратам во ваше време. Чувствувате вина и одговорност што, например, во ваше време тогашната опозиција беше изфрлена на клоци, се случи 27 април, упадот во законодавниот дом? Не, ја не чувствувам одговорност, затоа што ја си постапував согласно правилата, деловникот и нормите. Сега знаете дека е политичко боиште во собранието, условно да кажам, и власта и опозицијата, и дојда до, за жал, до тие немили настани кои што беа, да не навлегуваме сега во длабочина кој е бил предизвикал, па зашто било направено тоа, дека не се добри, тие работи не се добри, но лично не чувствувам, затоа што јас сум таков легалиста и 8,5 години кои што го водев собранието во 3 мандати, стриктно се држав по деловникот и нормите по кои што треба да постапува еден председател на собрание. Кој ги отвори тогаш вратите во законодавниот дом за да се случи упадот? Па не знам, тоа нели си кажа обвинителството, си имаше во кој што се укажа кои од ги отвориле вратите, сега да не навлегуваме во тој дел, затоа што ја не сум тој истражниот кој што прво ја не сум знаел, но имаше истражни органи кои што ги утврдија кој што како направил во тој дел. Каде вие лично бевте во тие моменти кога се отворија портите од законодавниот дом? Во кабинетот мој, затоа што заврши тоа седницата, ја ја продолжив за утрешниот ден, согласно деловникот, па кажу, и не ни најмалку очекував дека може да се случи тоа. Во својот кабинет горе. И очекував да се смири ситуацијата, да се разотидат пратениците и народот кој што беше надвор од собрание и да си продолжи утрешниот ден во редовна постапка кој што беше и одложена седницата. Дали тоа беше своевиден институционален пуч? Од кога? Имаше и од поише, да. Ако сега не навлегуваме, затоа ви кажам, ако навлегуваме во детали, има многу да се објасно. Начинот на изборот веќе беше неделовнички и не би сакал сега во тој дел, затоа што би требало многу да се разглобува, инаку ја го сметам дека е неделовнички начинот на избор. Според хиерархијата во државата, вие сте тогаш, во тоа време сте биле втор човек на државата после председателот. Па така доаѓа по уставот. Инаку ние сме парламентарна демократија, ако земите така парламентарна демократија, дори председателот на собрание може да се каже дека е прв согласно уставните властувања. Денове многу тековни функционери на ВМРО ДПМН зборуваат за невиноста на осудените за 27 април. Со доза на патриотизам велат дека тоа било инструирано за упадот. Но сега вас ве прашувам лично, но и дел од вашите поранешни сопартици, колеги од ВМРО, никој од вас не се огради од морална, етичка одговорност или не се огради од екс-премиерот Никола Груевски. Дали толку му верувавте во неговите постапки кои ги носеше? Па веќе, секој си одговара за своите постапки. Јас не можам да се оградувам од вас или вие од мене. Секој си одговара за своите постапки, секој треба, ако чувствува некоја одговорност, да си каже за самиот себе. А не некој за друг да каже. Јас така го толкувам. Да. Господин Велјановски, спиете мирно? Да. Чиста ви е совеста? Да, најчисто. Дали се чувствувате изневерен, предаден од поранешниот председател на владата Никола Груевски? Не. Зошто ви? Ви кажувам, секој си постапува согласно своите морални
чувства за одредена постапка. Ако некој смета дека сгрешил, тоа чувствува одговорност. Ако некој ако нема никаква одговорност, зашто да има морално нечиста совест, кој што вие сакате да ја представите? Пред да се осврнеме околу формирањето и гласањето на пржинската влада, уште неколку прашања. На Facebook преписките од Будимпешта, Груевски, незадоволен е и од вас. Но вели, за Трајко имам што да кажам. Грешка сте. Погрешни Facebook статуси цитирате. Грешен ви е Facebook статусот. Дали сте биле во контакт со Никола Груевски откако замина од државата? Не. Друг пат проверувате ги Facebook статусите пред да ме прашате. Не е веродостоен неговиот статус? Не ви е точен Facebook статусот. Господин Велјановски, како е вашето искуство со изборот на пржинската влада и какви беа релациите меѓу собранието тогашно и пратениците со тогашната преодна влада, имајќи во предвид дека имаме законодавна и извршна власт. Колку пржинската влада е функционален модел? Тоа е хибридно решение. Сега ако ги следите и моите Facebook статуси, ќе видите дека јас у последно време кажувам дека е тоа хибридно решение, кое што е направено во други околности и за други цели. Тоа беше согласно, некој ја вика техничка, таа е чиста пржинска влада. Затоа што произлезе од пржинскиот договор кој што беше склучен јуни 2015 година. И после се формира 3 пржински влади пред да дојдат до изборите во 2016 година декември. Едната беше во ноември, кај што ја предводеше Груевски, и беа уклучени таму 20 министри од СДС, Спасовски и Ременска. Втората беше во јануари, кај што согласно пржинскиот договор требаше председател на владата да поднесе оставка, нов да дојде. Тогаш дојде господин Темил Димитриев како мандатор. И тогаш СДС не ни учествуваше во гласањето за своите министри во јануари 2016 година, за тие што ги предложа. И малку сам ми е чудно кога и тие кажуваат како може некој да предлага да не гласа, кога се тие првите го направи. И после ради икс околности, пошто СДС неќеше да учествува и да го почитува договорот пржински за одржување на првите избори 24 април и вторите за 5 јуни, се повлекоа и поднесоа оставки од пржинската влада. Се констатираат тие оставки и во септември 2016 година се формира пак трета пржинска влада во која што учествуваше СДС и таа пржинска влада ги спроведе изборите во 2016 година, во декември. Тоа е во однос на првиот дел и кој што произлезе. И тогаш беше така регулирано во пржинскиот договор дека таква пржинска влада ќе се формира и ќе биде само за изборите за 2016 година. Еве сакам и вас, ама и на јавноста да наметнам една идеја, не моје укажување, дека ова пржинска влада формирани, не само ова, него што ќе се формира и претходните, се спротивни на Уставот и Законот за организација и работа на органите на државната управа. Господин Велјановски, ако е спротивно на Уставот изборот на пржинската влада, ако ВМРО ДПМН денува и лидерот Мицковски вели дека е нефункционален овој модел, дека они дури понудиле идеја ова политичката влада да ги спроведе изборите, но сепак се одело со решение и овие избори да се иде со пржинска влада. Кој е моделот прифатлив што може да спроведе објективни, демократски и фер избори? Зошто мораше и зошто мора и овој пат да идеме со пржинска влада? Ние за жал почнуваме да заличуваме на договорна демократија отколку на парламентарна демократија. Значи ние некојаш се договараме за нешто што е ван законите и уставот и го применуваме и кажуваме така се договориле лидерите на политичките партии.
Сега ме прашувате кој е модел, така? Први ни е за да имаме условно да кажам признаени избори, а тој ще го губи, така? Треба да имаме демократска култура и да ги почитуваме изборите и волјата на народот, она како што одлучил на изборите. Ако веќе сметаме дека не може тоа, разбирате, има други примери кај што има експертска влада. Во кои што дали во Бугарија беше или во други држави можам да се изгугла да се види, дека има држави кај што има експертска влада, на пример 30 дена, 40 дена пред изборите ги спроведуваат изборите. Да се каже дека веќе не е потребна пржинска влада е голем комплимент за сегашната влада и за владеачките партии кои ја сочинуваат. Тоа е признание од опозицијата до власта дека довербата во честната смена на власта е воспоставена и дека не е потребно ова глупаво под наводници решение кој не е така глупаво кога си имате работа со нечестни и нефер политичари, ке напише во колумна минатата година поранешниот амбасадор и професор Денко Малевски. Што вие мислите? Него да го коментира? Ваше видување. Не, моје видување кажам, нема потреба него да го коментирам. Тој самиот нека си каже. Јас сметам дека треба да се има политичка влада и да си ги спроведе изборите и да имаме демократска култура на признавање на изборите резултати и на волјата на граѓаните. Дали јавајќи на националните чувства на македонските граѓани, ВМРО-ДПМН категорично вели против премиер Албанец за преодната влада? Не, видете сега, ова беше договорен премиер. Така. Договорија уште пред да ја формираат ова влада после изборите 2020 година и договорија дека СДС и ДУИ дека ќе имат технички премиер Албанец. Што значи дека на ВМРО-ДПМН им било јасно зошто сега се против таа Џафери? Ама тие го договорија, тие можат и сега да си формираат политичка влада. Не мораат да чекаат 100 дена. Можеат 2 месеци, 3 месеци, не е проблем. Зошто не го направија тоа, ако смета дека... И јас како што гледам дека ВМРО-ДПМН не се противи на тоа дека е премиер Албанец или нешто. ВМРО-ДПМН кажува за личноста која што е предложена. Господин Велјановски, ВМРО-ДПМН според сите истражувања е во фаворитска позиција на престојните избори, меѓутоа недело американскиот дипломат Обрајан сугерира нон-пейпер со кој ВМРО-ДПМН на избирачите би им објасниле или би им понудиле како би го решиле спорот со Бугарија и би се спровеле уставните измени. И сега прашањето ми е едноставно. Дали ВМРО-ДПМН игра на картата на билдање на рейтингот за домашна употреба меѓу граѓаните, а при тоа дека кога би дошле на власт дека сепак во нивен мандат ќе бидат изгласани уставните промени? Би прашал сега зошто не само јас прашуват и други, зошто не беа ставени уставните амандмани на гласање. И најдобро по мене че беше да се стават уште пред година дена, истите овие уставни амандмани, да си кажеше собранието и согласно резултатите од гласањето, че имаше или нови избори, или се продолжија уставните амандмани, до сега ќе поминуваше една година дена како тој процес ќе се види како ќе се изјаснеа пратениците во собранието. Значи, ние непотребно изгубиме година и пол после тој француски предлог, нели, што произлегува уставните амандмани. Ние треба да кажеме, да ги видиме резултатите од изборите. Значи, резултатите од изборите ќе диктираат темпото на активностите на новата влада и новиот парламентарен состав. Вие, како што кажавте, ВМРО-ДПМН по сите анкети убедливо води. И дури ја би кажал, ако има референдумско изјаснување, не е чудо да има и апсолутно мнозинство. Но без оглед на тоа, еве кажувам, не само ВМРО-ДПМН и било која друга влада, друг парламентарен состав, треба да води сметка за интересите на
на граѓаните, да не ги загрози националните интереси на граѓаните во Република Македонија и да најде модус, механизам во кој што ќе се придвижиме во Европската заедница, затоа што, а веруете, кај народот владе голема депресија. Дали преговарачката рамка со Европската Унија е на штета на националните интереси? Таа е најголемата штета. И протоколите, двата кои што се подпиша. Таа наметната, условно да кажам, преговарачка рамка и делови од преговарачката рамка кои што ги загрозува националните интереси. Сметате дека може ВМРО ДПМН да репреговара нов договор со Бугарија? Па треба да се најде механизам за да може да се оствари тоа. Дали вие мислите дека постои друга алтернатива освен членството во Европската Унија? Не. Најбитно не е членството, не е да постои. Најбитно, најбрзо треба да го оствариме. Што побрзо да го оствариме, што кажав. Ако забавиме со тие процеси, ќе имаме демографска пропаст на државата. Граѓаните ќе ни се иселат. Нема работа, осиромашување. Не сметате дека прокоцкавме преголеми шанси за да стигнеме до преговарачка рамка со ЕУ, а сега сме заложници поради внатрешни битки меѓу едните и другите. Говорам пред се меѓу СДСМ и ВМРО. Па видете, ако се повратиме назад, ние сме прекоцкали уште 90-та година шансата. И за НАТО, и за ЕУ. Значи, точно дека може да сме пропуштиле, ама треба да се гледат околностите и конкретно која била целта што требало да се плати за да се заврши тој процес. Добро, прокоцкавме и шанса да го договориме, да постигнеме договори со Грција во времето на мандатот на Груевски, кога имаше сериозно добар предлог за името, кога тогаш предлогот беше за билатерален, односно не и за меѓународна употреба. Па затоа кажувам, сме прекоцкале и во тоа време, но и од 90-та година натаму сме прекоцкале за веројатно можеби ако на време сме го фателе возот, би биле сега долго време и членки на НАТО и членка на Европска Унија. Затоа кажувам дека една од приоритетните задачи на оваа влада, идната што ќе биде, да што побрзо се приклучиме на возот на Европска Унија, за да можеме да има напредок на државата. Господин Велјановски, ВМРО ДПМН најавува дека кога ќе дојде на власт, ќе го ослободи судството, македонското судство од политички бизнис. Сте ги и најавува при тоа дека ќе ги прочешла сите сомнителни и противзаконски действија во државата. Дали ова наповедок не ви наликува на реваншизам? Па не би рекол дека зошто реваншизам. Ако нешто се проверува дали било исправно, не е реваншизам. Ако било исправно, никому ништо. Ако не било исправно, тој нека му ја мисли, условно да кажам. Јас, како што знам, дека во тој дел во однос на реформите кои што се најнеопходни во однос на нашето пристапување во Европската Унија, тоа реформите во судството, мислам дека како тоа ќе се спроведе, ќе го има во програмата ВМРО ДПМН и врз основа на таа програма ќе ги спроведува реформите во судството. Бевме оквалификувани како хибриден режим, заробена држава. Како денеска би ја дефинирале состојбата во која функционираме? И хибриден и заробена држава. Двете сега ги надоградуваме ние. И хибриден и заробен. На крајот, какви се вашите лични проценки постизборни? Како ќе изгледа Македонија по изборите? У која смисла како ќе изгледа? Во однос на распоредот на силите. ВМРО, како што кажа, ВМРО ДПМН треба ќе биде власт, а битно со колку пратеници е зависи од излезеноста на граѓаните во Македонија. Што поголема излезеност има, што поголемо референдумско изјаснување, поголема убедлива победа ќе биде на ВМРО ДПМН и верувам дека како предводник на
на новата власт за брзо време ќе се осетат позитивни промени во државата. И тоа ќе биде и задача и цел на ВМРО-ДПМНЕ како владеачка партија. Господин Велјановски, ставивте крај на политичката кариера или Не, малку одмор има. очекувате лидерот Мицковски повторно да ве разигра политички? Па јас сум тука секогаш, не мора како мислите да ме Често разигра. сте- Јас сум тука, инаку не сум се појавувал во јавност, инаку сум тука. Јас сум во ВМРО-ДПМНЕ 30 години. И Христијан Мицковски како лидер на ВМРО-ДПМНЕ е третиот председател. А јас сум во таа партија. И секогаш кога можам ќе согласно моето искуство ќе дам свој придонес во било која сфера кај што јас можам да дам. Јас сум бил во Министерство за правда, сум бил во собрание, пратеник и така. Тоа беше Трајко Велјановски, поранешен председател на Македонското собрание. Најпрво разговаравме околу тоа како изгледаше Македонското собрание додека тој беше спикер на законодавниот дом за упадот во собранието, но и се осврнавме и во пресрет на формирањето на пржинската влада.